крајот на годината е период кога имаме пониски температури, на некој начин зимски временски услови и мислам дека е совршен момент да во Fair Play ја отвориме и темата за зимски спортови. Ќе бидеме искрени и реални дека во Македонија и тешко можеме да говориме за една таква сцена, меѓутоа токму затоа секоја почит ја заслужуваат луѓето кои се занимаваат со зимски спортови, особено оние кои што се во светот на скијањето, а има и такви кои што успеваат да бидат меѓу елитните скијачи, меѓу она елитно друштво и на тој начин да ја представат Македонија на меѓународната сцена. Наша денешна тема ќе биде сноуборд со девојката која што е единствена македонка на која и успеа да се најде во топ 30 друштвото на светскиот куп. Беше навистина близу до можеби борба за добивање на А норма за следната Олимпијада во 2026 година, меѓутоа сценариото доби еден поинаков тек. За да ги дознаете деталите, јас ве канам и овој пат да бидете со нас. Fair Play на Телма почнува сега. Ако некогаш скијачите беа тие кои што можеби има отпори, велеа јас моите две ски не ги давам само за една даска или сноуборд и да го употребувам. Мислам дека со текот на годините тоа навистина се промени, некако популарноста на тоа некој да употребува да вози сноуборд низ последните години како е зголемена, децата тоа го сакаат, меѓутоа и оваа дисциплина во меѓувреме стана олимписка дисциплина, така што апсолутно веќе не е под знак прашалник колку овој спорт е популарен. А ние можеме да бидеме само среќни што имаме луѓе кои што на најдобар можен начин се пробиваат на меѓународната сцена, без разлика на тоа што ние немаме Алпи, немаме развиени ски центри, сепак има и такви кои што има доволно голем ентузијазам и љубов, секако и талент и работа, се снаоѓаат сите тие нешта, тренинзи, подготовки да ги направат надвор од нашите граници и кога ќе дојде време за надпреварување да успеат да бидат меѓу оние елитните. Таков пример е мојата денешна гостинка, ќе кажам искрено, веќе неколку сезони се обидуваме во овие зимски месеци во ист момент да се најдеме тука во студио, затоа што таа е редовно, постојано на планина, некаде на повисоко каде што тренира, но како велат, нештата се случуваат токму тогаш кога треба. Па така, чести задоволство ми е во студиото да посакам добри ден на Сања Спасовска. Фала ти благодарам. Драго ми е што си во Fair Play и некако, да, велам, така требало да биде во овој момент, што може би, ако гледаме од спортски аспект, за тебе не е баш совршен. Ќе објасниме зашто. Кога се слушнавме, ти ми рече, Јана, јас на некој начин може би ќе морам да одам во спортска пензија, но таа пензија е само за, да кажеме, елитни надпреварувања, не целосно. Не целосно, зошто? Што се случи? Па, ете, можда јас така си го викам, стигна данокот да го платам на професионалниот спорт. Имам моментално повреда на вратот, што ме спречува да се надпреварувам на високо ниво. Значи интензитетот сега мора да се намали, односно прилагоди. Добро, тоа значи дека компромисот е на пола да го ставиме интензитетот. Па ќе видим. Компромисот всушност сега треба да се направи на неколку фронтови. Прво сама со себе да одлучиш што и како, меѓутоа тука се стручните лица, докторите. Каква е ситуацијата сега? Кој што вели? Од една страна дефинитивно сите се сложуваат дека треба да се намали интензитетот, но од друга страна јас пробувам да се испазарам, да ми дозволат да возам барем рекреативно и да уживам на пост кариера
Да, сега само релаксирано. Релаксирано, за уживање за душа, да, дефинитивно. Добро, да не ги исплашиме и гледачите, а и не и тие кои што те знаат, а и најблиските. Значи ќе одиме малку со успесите, а потоа ќе дојдеме до моментот на заштита и себе заштитување за да не дојде до посериозни ситуации. Минатата година, значи речи си, пред една година ти беше тој успех кога се најде меѓу 30-те најдобри на светскиот куп. Да. Сериозен е тој успех, меѓутоа сега да се обидеме попластично да објасниме за гледачите. На какво надпреварување прво треба да отидеш за на крајот кога ќе се сублимираат резултатите, ти да се најдеш на тој ранг во топ 30? Најпрво, значи, целиот концепт на FIS сноуборд трките се да собереш доволно поени за да се квалификуваш на светски куп. Потоа на светски куп е главната сцена, односно борба каде што се собираат поени и пласман за понатаму, нели, главната цел на секој спортист олимпијадата. Доколку освоиш А норма со поени и пласман на светски куп, добиваш А норма за настап на олимпијада. Тој пласман го заслужуваш на неколку трки, на неколку надпреварувања во рамки на купот, или е доволно само еден ден, едно надпреварување? Во предолимписка година, кога е, нели, главниот квалификацијски момент, доволно е да се пласираш во топ 30 на една трка, но потоа имаш втора квалификација каде што треба да собереш 100 точки, 100 поени, за да ја освоиш таа норма. Значи сега, уште малку за тоа што беше, ти во Италија, така? Во Швајцарија. Во Швајцарија се надпреваруваше на, го слушнав, го видов тој израз, односно концепт паралелен? Да, паралелен сноуборд. Паралелен сноуборд. Да објасниме сега за тие што не следат како тоа изгледа. Не си сама, не сум и сама, тоа некако ги комплицира работите. Да, тоа додава уште повеќе на притисок и на предизвик, но и исто така и уживање, затоа што поставени се две паралелни стази со, нели, капи, така ги викаме знаменцата. Се пуштаме двајца одеднаш и буквално е трка кој прв ќе стигне до целта. Да, што може би малку поневообичаено, особено кога ги гледаме скијачите, затоа што таму се нели сам по сам и чекаме што ќе се случи на целта. Значи овде, додека се спуштате, единствено е важно кој прв ќе мине целта и нели соодветно сите капи, или се оценува и нешто друго? Не, значи исклучиво се мери времето и нели нормално доколку се промаши капија имаш инстантна дисквалификација. Толку. Добро, тоа финиш и си идеш дома. Го зголемува и ризикот, меѓутоа и станува и поинтересно кога е веќе така. Значи тука влага прецизноста во игра, мораш значи буквално да си 100% точен, да ги поминеш сите капии и при тоа да ни секоја капија да генерираш уште поголема брзина за да го претркаш противникот. Кого имаше или кои беа тие луѓе кои што ти беа противници тогаш? Стравуваше ли со кого ќе се надпреваруваш? Како всушност дознаваш со кого паралелно ќе возиш? Дента пред трката, нели на официјалниот митинг, излегува стартна листа, тогаш се откриваат паровите, кој со кого се трка. Сум се тркала со светски шампионки, со олимпици. Тоа плюс додава се на притисокот. Естер Ледецка, значи шампионката што освои олимпијада и у скијање и у сноуборд. Тоа е буквално once in a lifetime. Со неа си имам тркано, така што едно е големо искуство, чест да се тркаш паралелно со неа. Така што измешани емоции се буквално, значи пресрекна бев што ќе делам старт со неа, меѓутоа и престрашно затоа што го знаеш исходот уште пред да почнеш. Ти знаеш и подобро од мене, но таа е вистината, скијачките спортови, се она што се случува на снег, сепак важат не само за меѓу најекстремните, но и најтешките де факто. Прво физички тешки, а потоа и во поглед на менталниот дел. Меѓутоа, како ти се справуваш со тој момент на трема? Тука ми е особено што нели ај што е стрмно, ај што го употребуваш целото тело, товарот е на нозете, и јас велам како ако мене ми се тресат нозе кога имам трема, тогаш како овие луѓе управуваат и со брзина, и со правец, и со се останато, тоа како е кај тебе? Тешко е, мислам тешко.
Тоа се работи на тренинг. Значи, затоа се форсира тренинг да буквално тој момент го минимизираш, да намалиш таа трема колку што е можно повеќе, посебно да не ти делува на физичката спремност. Ајде, у главата тоа нема бегање тремата, значи на старт кога се одбројува 3 2 1. Да, па и не може да ти е сеедно и не треба, нели, тоа е убавината. Меѓутоа тренинзите помагаат за да се минимизира тој момент, да барем да немаш тресење у нозе додека возиш. Тука да си фул сила и да извозиш стазата. Буквално се 30 до 40 секунди се во прашање. Толку е спуштањето. Зависи нели од должината и зависи од теренот, меѓутоа во глобала толку се долги стазите и се фокусираш на тие 40 секунди да го дадеш све она што си го акумулирал низ тренинзите. Да, многу долга подготовка за краток момент период, што треба да го искористиш. Да. Се разликуваме многу по предиспозиција секако со оние деца, млади или надпреварувачи кои што растат во Италија, Швајцарија, Австрија, да не зборуваме уште по северно Скандинавија. И нели во старт сме многу чекори поназад од нив, што не значи дека е невозможно да се надпреваруваме. Меѓутоа, како ти низ годините наназад го надокнадуваше сето тоа? Како тренираше и кога тренираше? Постојано, значи буквално тој недостиг на тренинг на снег пробував да го надокнадам со кондициони тренинзи. Тука во Скопје или во Маврово исто знам да одседам, чисто воздухот на планина си поинаков момент имаш во главата. Така што дисциплина, 100% дисциплина, 110% дисциплина и буквално секој момент го користиш да го замислиш моментот да си на снег и да го рекреираш негде кај што сме нели тук. Сепак ти е неопходно да вежбаш и на снег. Апсолутно. Што се случуваше кога ќе отидеш некаде дали на Алпите или каде и да имаш прилика во даден момент? Знаеме дека тоа е прво и скапо, дека не можеш кога ќе ти текне да одиш таму. Меѓутоа ти велиш за оние што се нонстоп на снег, не е можеби толку, како да кажам, возбудливо или не се во толкова трка со времето тогаш кога се таму. Дефинитивно, да. Пред секоја сезона имаме припреми на глечер, каде што нели нонстоп е снег. Иако е скапо, успевавме некако да се собереме да отидеме на припреми. И исто, значи буквално одиме од Сабајле до крај на ден, вежбаме додека сме таму да се искористи секој момент, затоа што го немаме тој луксус да сме 10 дена на глечери да правиме двочасовни тренинзи како што прават големите репрезентации, затоа што они ќе се вратат за една недела одмараат, после тоа пак се враќаат на глечер, пак имаат тренинзи и све тоа е дозирано идеално за да се искористи кондицијата, тренинзите и се тоа да биде уклопено како една програма што ти носи многу поголем успех можеби. Меѓутоа ние пошто сме ограничени со тој момент, го користевме секој буквално момент од Сабајле на тренинг на снег горе на глечер, попладне тренинг во теретана или трчање на надвор, така што фул спремање за да се искористи се што може во моментот. Сподели го сега те молам примерот за оние што се нели меѓу најуспешните и што се родени во тие предели, како реагираат кога не им се допаѓа снегот, кога не е доволно замрзнато или нели? Што прават? Си одат фино лепо горе у Финска, каде што е поладно и каде што се малце поразлични условите, кога сега овој период веќе Тиролските Алпи во Австрија или генерално тој регион има нов снег, свеж снег, кој што не одговара за тркање, односно тврда подлога за рейс сноуборд. Затоа се пакуваат со даските горе у Финска, на тврдо, на поларен снег, си скијаат и тоа е тоа.
Ќе те вратам малку наназад, земајќи одлично искуство некои примери. Кога бев јас дете, оние кои што се занимаваа со скијање или поекстремни нешта, вообичаено беа оние понемирни деца на кои што им треба некаде да потрошат енергија, па нешто да им предизвика адреналин. Какво дете беше ти? Па уште стои тој момент дека сноубордерите се лошите деца у спортот. Не лошите, немирните. Немирните, да, може и така. У принцип бев доста мирно дете, не покажував дека нешто ми треба некаков адреналин, тоа некако со годините, после тоа кога си го најдов моментот кога се закачив прв пат на даската, буквално ми се отвори нов свет пред мене и така почна се. Пред тоа дури не ни спортував премногу, да бидам искрена. Брат ми го запиша на пливање, сакам и ја пливање, ајде на пливање. Отидовме, го затворија базенот, ништо, месец дена, 2 месеца беше тоа. Така што некои такви мини обиди за спорт, меѓутоа, после тоа како што растев, веројатно од внатре нешто ме терало, каде што, да, скијав, зимно време скијавме секогаш со моите родители. И почна да носат сноуборди на Маврово, таму беше домашниот ски центар. И на татко ми реков, сакам ова да пробам. Наредната зима ми купија сноуборд и буквално од тој момент све се смени. Да, знам дека имаш поддршка, тоа си го кажала, тоа еве, се докажува колку е важно за едно дете, особено додека е малечко. И сега ако треба да објасниш што е тоа што ти го дава, ќе го употребам зборот драйв, некако не можам да му најдам замена, што е оно што ти е најпривлечно во целата оваа работа, повеќе уживаш кога има брзина, повеќе уживаш кога ги правите оние финти најразлични. Немам некој јас стручен израз, можеби ти ќе употребиш. Трикови, да. Или трикови, или е нешто трето, или можеби тој непознат терен. Што најмногу? Дефинитивно слободата кога си горе на снег, на планина, нема премногу луѓе. Тој момент ми е највосхитувачки, каде што буквално све е пред тебе. Тоа што го гледаш, тука си го искористуваш тој момент. Има некоја магија, веројатно тоа е некоја подсвесна, да. Дефинитивно фрирайдот е број 1 во се. Рейсингот, тркањето има исто адреналин, многу фактори се во едно склопени. Меѓутоа фрирайдот е она кај што ти се ослободува буквално духот и телото и се е толку во една хармонија кај што се пушташ низ падината, ништо нема околу тебе, нема мерење време, нема сирени, нема публика, него се пушташ само за себе и тоа е незаменливо. Многу ти е убаво, ама тие што се дома, додека ти да дојдеш со цела опрема, еве сум јас на врата да се појавиш, не им е многу убаво, сигурна сум. Но имате и околу тоа нели начини како се заштитите, ќе ми ги кажеш, само уште малку околу брзината, си мерела некој пат време. Па според тоа да знаеш од прилика колкава брзина си развила најмногу со сноуборд? Имаме мерено на GoPro камерите, има кога се снимаш мери и брзина. Мислам дека ако е точна таа брзина, околу 90 км на час имаме развиено full speed, спуст само право. Да. Меѓу капи не можеш премногу да развиеш, затоа што вртиш, посебно на слаломот си многу тесни се капиите. Имаш тоа те успорува едноставно. Да. Го спомена Маврово, знам дека постојано си таму и во летните и зимските месеци. Ти паѓа ли тешко тоа што во последните години немаме снег? Многу, да. Дури коментираме со друштво скијачко дали ќе се вратат тие зими стари кои што ги имавме буквално по 3-4 метри, не можевме до куќа да се стигнеме, не можеш да стигнеш до Маврово што има снег. Многу ми е тешко што дома буквално немаме услови за скијање. Тој момент на заштита и на безбедност, значи оние фрирайд или слободни возења, ние ги гледаме снимките со GoPro, на многумина ми тешко да ги гледаат вака, особено кога си на рапна планина и така натаму. Меѓутоа ги знаме опасностите. Убаво рекле оние кои што се искусни во поглед на планина, немој да си играш играчки со планината, не можеш ти да предизвикуваш планина. Временски услови се тука се тие сите стрмни ризични предели, тука се не дај Боже лавини, значи има многу околности. И сега ти не си некој кој што прв пат оди на планина, знаеш што се те чека. Прво, кои се нештата без кои не би заминала во планина, без разлика дали има снег, дали е лето, дали е зима? Кои се нештата што секогаш ги имаш со тебе на планина? Во ранец обавезно носам едно survival pack, си го викам јас, челна ламба,
батерии резервни, упалјач, не знаеме дали ќе ни затреба, иако нели не е паметно да се пали надвор оган, меѓутоа се дешаваат и ситуации неопходни, да. Што има друго? Имам прва помош пакетче, нели, со сите најитни ствари што може да ти затребаат. И резервна облека, која што исто така колку собира, колку може за да се земе. Сега доаѓаме со оние дополнителни работи, кога се оди на фрирајд, технологијата сепак ни помага, дури кога е во прашање планина, меѓутоа знаеме дека ни батериите и така натаму не се вечни. Меѓутоа еве, за момент додека би траеле, што се има? GoPro-то го спомнавме, но има ли некои начини што леснуваат лоцирање, ако не да боже потребно? За фрирајд скијање обавезно, значи број 1 ранец за лавини, кој што има специјален airbag вграден внатре. Не дај Боже, во случај на лавина, на рачката од ранецот има посебна рачка која што го испукува airbagот, те држи колку што, значи не е 100% на заштита, меѓутоа 50% ти го зголемува моментот на преживување во сериозна лавина. Во него имаме лопата и сонда, тие се две алатки кои што исто така одат во пакетот во ранецот. Во случај на лавина или било што да се деси несреќа, имаме лопата, сондата е за лоцирање на, не дај Боже, затрупано тело во лавина. На нас носиме трекер. Тоа е направа која што дава сигнал на останатите во групата, кои што може да го лоцираат со својот трекер, да го лоцираат телото, ако е, не дај Боже, во лавина. Дај ми некои примери кога ти се случило да почувствуваш можеби доза на страв поради условите или местото кој што те затекнале во планина, зашто знаеме на планина може да биде ведро и наеднаш за буквално прекраток период ти да не претпоставиш и наеднаш да има магла или нешто поекстремно, така да си се исплашила ли некогаш? Да, имало моменти за жал, секогаш нели како што проаѓа времето и го поминуваме времето на планина, така ни ја градиме таа самодоверба, меѓутоа има момент кај што имаш самодоверба, мислиш дека ќе победиш. Ништо нема биде, ќе помине, да. Меѓутоа со природа и со планина никогаш нема борба. Се случило, на 31 декември, на ден Нова година, да не се спушти магла буквално таму кај што сме, горе на врв на планина. Тоа беше на наши планини? На граница Македонија-Косово, значи на Брезовица, ски центарот, меѓутоа се качивме уште погоре за да искијаме уште поубава линија, нормално, бо секогаш тој драйв ние да отидеме уште малку погоре, уште чекор погоре. Не фати магла голема, значи буквално не се гледаше ни лево ни десно, све беше само бело. И тој момент и во глава се случува кај што телото губи ориентација тотална, не знаеш ни север ни југ кај. Фала Богу имаме компаси, саат, такви работи, успеавме да се извлечеме, меѓутоа ни требаше саат време да се сосредочиме сами со себе и да го најдеме правецот на кој што треба да се движиме. Буквално се движевме ускрос обратен правец едно време, 10-15 минути одевме по обратен правец. Мислевме дека се спуштаме надоле на кај што треба да идеме. Ние скрос од другата страна на планината сме се движеле. Што склоп на околности, минимална грешка на движење, група кај што повеќе мислења се споделуваат и ќе се послуша погрешното. На крај мора едно мислење да се зема како конечно или бојка. Меѓутоа, кога застанавме, кога свативме дека нешто не е окей, се регрупиравме, се одлучивме дека не одиме во прав правец и сменивме, среќа се добро заврши. Среќен крај. Од кого најмногу си научила за овој спорт? Секој си има свој ментор, секој си има некој кој што барем љубовта, а дополнително и техника и знаење презема. Така што во твојава цела приказна, кој треба тука да се спомене? Тренерот апсолутно е тој што
буквално ти дава и правец и те учи на целото негово искуство што го собирал низ животот, ти го пренесува и заедно си во секој момент. Дали си на фриред, дали си на трка, се тоа ти го пренесува и буквално тој момент е онака незаменлив, кај што црпиш знаење од некој што веќе го прошол тој момент. Има ли според тебе, затоа што веќе си возрастна, ако некој дете се занимава со оваа работа, некоја соодветна возраст кога веќе треба да почне со сериозен надзор да го прави тоа, ако сака се надпреварува? Дефинитивно. Тоа е исто така малце, таа граница не е конкретна во скијањето, затоа што реално што порано се почне, тоа е подобро, дефинитивно. Меѓутоа пред 16 години тешко е да се постигнат, мислам дека тие моменти на техника, совладување и сите тие потребни работи кои што треба да ги има еден спортист. Мислам дека тука негде 15-16 години треба баш сериозно да се почне, кај што ќе имаш и надзор и инструкции точни и тренинзи с голем интензитет, за да може телото да издржи и на висина, да може да даде. Да. А си имала ли во живо момент на шок да видиш пред тебе што некој прави на сноуборд и ти да видиш кај сум јас сега во целава приказна? Си имала такви моменти? Апсолутно, да. На светски куп тоа се случува на секоја трка. Буквално, значи, кога ќе ги видиме од сезона у сезона стануваат подобри. Невозможно, си викаш ова е врвот и на следната трка доаѓа уште поспремен, уште побрзи. Дефинитивно многу работа и многу труд треба да се стигне такво ниво. А таму тет од некого си успела ли да купиш знаење? Да. Не знам колку има прилика, нели, за да поминеш заедно време, не мора сега од некој што ти е противник, може и некој што е тука во околината, но да и таму дефинитивно нешто. Со тренерите, со тие што се ослободени од тој притисок на трка, има момент каде што можеш да размениш искуство и знаења, но со екшуал атлетиве што се и тркачиве, што се конкуренција и противници, е многу потешко да дојдеш до нив, иако ако дојдеш до нив и тие се луѓе, мислам, нема врска, али толку се фокусирани и дисциплинирани да буквално дадат све што имаат на тој ден на трката, така што малце има дистанца меѓу нас. Добро, може би статус на звезда, малку, во поголема мера. И тој момент има. Во рейсингот тоа е доста потенцирано, а за разлика од рейсинг во фристайл сноуборд, каде што се триковите и овакво, таму е многу поопуштено, таму се сите другари, таму се сите, иако се противници, меѓутоа многу поинаков мајндсет имаат и многу е по слободен стил, самата атмосфера и сето. Интересна работа околу оваа спортска дисциплина е дека веќе спомена 16 години, тука е некако малку пофлексибилна можеби старосната граница, ако не грешам. И не мора, ако некој веќе наполнил 30 години, да сметаме дека е за во пензија. Еве ти си пример. Меѓутоа, ми кажа еден добар податок за доста возрастни личности кои што се уште возат сноуборд. Да, во алпайн сноуборд, за разлика од фристайлот, кај што се буквално деца од 14, 15, 16 години и се многу полесни за тој спорт и за све совладување. Во нашава дисциплина буквално има луѓе од 40 плюс, 45 и легендата Клаудија што вози на 50 и кусур години, уште е у топ 3 Австрика и нема гајли. Мислам дека не има намера да се пензионира наредниве години. Додека може ќе го прави тоа и ќе стои, мислам дека ќе биде на сноуборд, така што ги има сите услови за да може да го прави тоа, така што буквално тој дел барем е олеснет од целиот процес на спремање на... Ти си инаку буквално некако целосно во спортот, затоа што и со други спортови или спортски дисциплини си се занимаваш. Али едно време гледам скијање на вода. Што и да е даска да имам под нозе. На улица е скейтборд, така или лонгборд, скейтборд, добро. Велосипед веќе возење не станува збор, има уште нешто? СУП.
даска веслање, да, да. да. Маврово тоа ми е омилена ствар од Сабајле на Маврово е Мирно перфектно да, место, има да. езеро, има и планина, да. Тоа сите ме зедаат шо и да е, само даска да имаш под нозе и терај. И Да. меѓу другото, работиш сега се поинтензивно и како личен персонален тренер за кондиција, за сила. Ми кажа, имам уште тука, нели, официјалности, меѓутоа го сакаш тоа, веќе знаеш, на своето тело си ги испробала нештата. Дали работиш и како тренер за сноуборд со деца? Да, инструктор сум веќе задниве 2 години малце поинтензивно и пред тоа, меѓутоа да. Како ти оди таа работа? Интересно Имаш трпение со децата? Имам, да, немам гајле. Додека сме на планина и додека возиме сноуборд, може буквално све да правам. Интересно е, возбудливо е да пренесеш знаење, е исто многу интересно и Ама не е ни лесно. Не е лесно, не е ич лесно, меѓутоа тоа е можда и предизвикот за да знаеш дека не е лесно, а кога ќе го видиш после една недела дека вози, дека напредува. да, тоа е многу убава работа. Заеднички успех. Да. Апсолутно, да. Така што сега малце ми е тој период кај што од возач се префрлам кон тренерството. Здравје Боже, може и кондицијски тренер на некоја репрезентација, меѓутоа сега да, тоа ми е приоритет, здравјето да си го средам околу повредава, да се фокусирам на учење и на абсорбирање искуства во новиот момент и така. Околу оние вежби кои што се за кондиција и за сила, има нешто на кое што најмногу внимание посветуваше додека активно се надпреваруваше? Дефинитивно, иако цело тело ни е активно и ни треба спремност. Нозете се тие што треба да ни се најсилни дефинитивно, затоа што првиот удар и целата сила е во нозете. Дефинитивно нозе ми се број 1 за вежбање. Дури и сега кога прекинав активно, нели, да се надпреварувам, продолжив да си ја терам таа програма, нели, со намален интензитет. Дефинитивно нозе, lower body е апсолутно број 1 за скијање и за сноуборд општо. Ќе го привршиме разговорот некако така како што го почнавме. Почнавме со повредата. Значи, уште еднаш да појасниме, беше во тој пласман меѓу топ 30, кој што е првиот чекор. Меѓутоа, ако сакаше и целеше да освоиш норма за Олимпијадата 2026 година, тебе ќе ти предстоја надпреварувања каде ќе требаше да се надпреваруваш со најдобрите во светот и да имаш добри резултати за да собереш бодови за евентуална норма. Моравме ова вака да го објасниме. Тоа нема да се случи затоа што имаш проблеми со повреда на вратот. Како падна тој избор? Во смисла, ќе ризикувам или нема да ризикувам? Кај тебе веќе очигледно дека планираш да не ризикуваш толку многу. Уште малку околу тоа за да биде на некој начин и охрабрување за оние кои што не гледаат. Дефинитивно првиот момент кога слушнав, имав некои минимални симптоми, отидов да се проверам чисто да видиме што е работа. Фала Богу, болки или ограничувања немав, меѓутоа ајде да видиме што е работа. Направив снимка и се виде голема дискус хернија во вратот, што не ја очекував дека може би е до тој степен. Предпоставував на, нели, спорте, има паѓање, екстремен спорте, помислував дека може би нешто се случува внатре во телото, меѓутоа не очекував да е нешто толку страшно каде што ќе ми речат дека е време за пензија. Добро. Тој момент беше малце страшен. Морав да се соочам затоа што може би немаше ни компромис тука. Затоа што беше избор дали ќе живееш нормален живот, нели, колку што може, или да продолжиш интензивно да се бавиш со спорт, кај што може би и сезоната нема да ја довршиш. Така што одлучив дека е време за ја оставам рейс даската да одмара, а да продолжам, нели, со помал интензитет и да се пренасочувам кон тренирањето и тренерството. Значи, сепак разумот е тоа кој што мора да преовлада. Да. Склоп на околности беше кај што се поклопија и годините и сите услови, се вкупно беше многу потешко да го направиш ова друго, значи да тераш со глава во зид, што би се рекло, и да не знаеш пак што ќе биде исходот, отколку сейв варијантата, иако можда не сум навикната на сейв варијанти да се одлучувам, веројатно е време
баш Да. да се случи тоа. И за крај, бидејќи дефинитивно ти си личност која што ги помести границите, кога е во прашање сноуборд на Да. македонска сцена и на тоа каде сме ние на меѓународната мапа. Да. Има ли некој кој што го познаваш? Може ли да се надеваме дека меѓу помладите сили некој ќе успее уште малку да ја Да, се помести таа надевам, граница? тоа ми е сега следната цел, да најдам некој талент од нашиве простори кај што ќе го однесеме барем на повисока скала од мојава и се надевам, ете, ако не успеав како нас преваруваш да настапам на Олимпијада, барем како тренер да влезам. Така што моментално не гледам, меѓутоа, ете, со инструкторство кога учам деца, помалце некој дете ме потсеќа на мене во тие години, така што можеби ќе искочи некој дете. Не е исклучена варијантата. Апсолутно. Ти благодарам многу. За мен искрено си навистина инспиративна личност и посакувам овој разговор да биде таков и за тие кои што го следеа, Да. а се надевам дека следната прилика ќе биде Сања, меѓутоа со уште некој. Да. Со помлади Може, сили да дојдете може. заедно Звучи со нови добро. успеси. Да. Ти Апсолутно. посакувам добро здравје, зашто знам тоа ти е најважно и се гледаме во следна прилика. Фала ти многу. Благодарам многу уште еднаш. Секогаш голема благодарност имам и кон нашите гледачи кои што ги сакаат спортските теми, спортот. Знаеме дека е тоа тема која што сите не инспирира и не мотивира, така и ќе остане. Со задоволство ќе одбереме некоја нова тема за вас, а тоа значи дека ви закажуваме средба во нашиот стандарден термин. До тогаш ви посакувам се најдобро.